додека тугите лаги се вртеа околу мене како ветар. Ветар што пробуваше да ме сруши на земја. Јас и моите стравови се гушнавме за прв пат. Во тој момент станав незапирлива. Свесна за тоа која сум, но и свесна за тоа која никогаш повеќе не сакам да бидам. Победа е да сватиш што не е за тебе, нели? Денес во Бекстејдж премиерно ќе ја слушнеме новата песна на Антонија Гиговска. Како дојде до соработка, со кого работеше, за каква песна станува збор, објасни ни. Добре дојде. Фала ви на поканата, многу ми е драго кога зборувам со вас и за Бекстејдж и поздрав за сите гледачи на Бекстејдж. Соработката со Билбилов е искрено за прв пат и многу ми е драго што направивме една таква песна како Аман, која што е доста специфична затоа што е нешто кое што до сега не сум го пеела или не сум имала таква песна до сега. Има некој ориентален звук да кажам и е нешто кое што навистина од прва онака ме изненади и ме купи. Аман е негова приказна на Билбилов и многу ми е драго што јас преку мојот глас и преку мојата емоција успеав да ја пренесам неговата емоција на песната, така што убава соработка навистина и коментарите се стварно, барем сега за сега, супер и позитивни. Излети си ми таман, ама испана, аман. Ти ме крена, нагоре ме крена, твојата љубов на чисто ме скрена. Љуби чисто, ова срце пусто. Успеавме да прочитаме и на социјалните мрежи и по порталите, ама сега ќе слушнеме нели изворно од тебе. Практично текстот произлегол од една реченица или една SMS порака, како што можев да сватам. Мислев дека ти ќе ми бидеш таман, ама на крајот испадна Абан. Како ти се јави и како ти го објасни? Дека се работи за негова приватна приказна личност. Па, првиот пат кога отидов во студио, знаев дека има некоја песна и тоест некоја мелодија, меѓутоа немаше се уште текст. И тогаш тој беше во некоја си негова фаза, љубовна фаза и само го зема телефонот. Сега ќе пишам нешто, го зема телефонот и само пишам мислев ти си ме тамана ми испадна Аман. И така искочи текстот за 10 минути се напише. Многу ми е феномен уште како таа песна излезе. Билбилов е многу талентиран и многу ми е драго што имав прилика за прв пат да соработувам, иако ми свирали и виолини на многу песни кои што и Лази Даре ми ги работеле. Сега се наоѓаме во некоја првична соработка како за песна, нели, само за мене, лично за мене и аранжман и текст и мелодија негова и многу ми е драго. Сите оние во твоја блиска околина кои што веќе ја слушна песната, какви се коментарите и каков е твојот став и на Роберт Билбилов, дали се очекува да стане песната хит или веќе може? Па сега за сега мислам дека 8 во трендинг. Има доста песни кои што и моите колеги од Србија ги имаат објавено и се на трендинг листата. Театирович, Војаш, не знам уште кои се, меѓу кои сум и јас на 8-то место. Жена беше 2 недели, усвари недела и пол прва на трендинг листата. Се надевам дека некако ќе пробаме да се избориме да испливаме до на прво место. Меѓутоа и покрај тоа јас сум многу среќна што се позитивни коментарите и што им се допаѓа песнава на луѓето и што сме успеале да ја пренесеме вистинската емоција. Пораката на Билбилов негова да стигне до сите останати оние кои што ја слушнат, има можност да слушнат песната за сега, така да јас сум задоволна стварно. Дури и да не е на прво место на трендинг или на трето, пето, битно е дека сме се избориле и песната влегла во трендинг. А и битно е да се слуша и да се пее на настапи, тоа е најважно. Баш тоа сакав и да го споменам, дека со жена навистина си зададе тешка задача на себе за сето она што ќе го работиш понатаму, бидејќи коментарите буквално секаде сите броја ова е хит песна, браво Антонија, значи еден негативен коментар немаше за таа песна и навистина ми е драго, можеби ќе ги менуваш стиловите, нели, на пеење и на изведување, меѓутоа квалитетот е неоспорен. Фала ти многу. Жена јас велам дека жена е химна
не само на жените, дури на мажите, и сум многу онака изненадена како мажите ја прифаќаат на моите настапи песната, и жена се пее во цел глас од почетокот на песната до крајот на песната. Значи искрено одвај чекам да дојде момент кога ќе, и да дое време кога ќе имам свој концерт и да си ја испеам онака. Мислам, не само жена, и сите мои останати песни не би можела да издвојам. Кога ќе ме прашаат која ти е омилена, не можам да издвојам зашто некако сите се многу мои, сите си имаат некој период од животот кој што сум си го отсликала преку песните, и јас и моите продуценти, така да стварно ми е многу драго за жена. Исто е некој, да кажам, лук во кој што јас до сега се немав појавено, на кратка коса, и позитивни беа сите коментари и за промената и за све, така да се надам дека и Аман ќе го достигне својот врв. Инаку Аман е втора песна од оние кои што треба да излезат и да се најдат на новиот албум, мојот втор албум Жена. Посакувам многу среќа и при изборот и при соработката со твоите соработници во однос на албумот. Ние веруваме во тебе и знаеме дека ќе испадне нешто многу квалитетно, а сега е време нели да го погледнеме и слушнеме она што беше и повод за твоето денешно гостување во Backstage. Сите заедно да ја слушнеме песната и да го погледнеме спотот за Аман. Фала ви многу на поканата и ви благодарам што сте моја поддршка од Day One. Ти ме крена, нагоре ме крена, твојата љубов на чисто ме скрена, љуби